Дека владините мерки во насока на раст во земјоделството даваат резултати, покажува и примерот на земјоделецот Игор Стојановски од село Мралино. Преку проектот за млад земјоделец со мерката 50-50 набавил 8 високоприносни крави од Германија. Тој е задоволен од субвенциите во висина од 50% кои ги добило државата, а во насока на поголем принос на млеко и месо, а со тоа и поголем приход од дејноста што ја работи. Од кравите сум задоволен, пошто спрема адаптацијата на нашата држава, значи климата кравите се тие што толку може и да очекуваме од нив. Веќе после втората година они треба да бидат подобри. Се очекуваме многу повеќе принос од втората година. Инаку корисник сум на 55% од повратните средства на Министерството за земјоделие. Аплицирам сега моментално за сенособирање, за плугови, за систем за мозење. Чекам да ми се одобри, за да може да купам за подобра работа. Така, дали размислува за проширување на... Па да. Во иднина кога ќе се среди со стариве што ги земав првите, тогаш ќе мислам и за други да земам. Оваа поддршка во иднина ќе продолжи да се применува и ќе биде зголемена во однос на исплатата на субвенциите. Со измените на Законот за земјоделство, набавката на високоприносен добиток ќе се субвенционира во висина од 80%, а ќе почне да се применува во 2017 година. Во Македонија поголемиот дел од добитокот не е со висок генетски потенцијал и токму преку овие мерки целта е да се смени ваквата состојба, а земјоделците ќе имаат повеќекратен бенефит, поголем принос, поголем приход, подобар квалитет и поголема конкурентност. Просекот за македонските крави грла добиток во период на лактација, период во кој добитокот дава млеко е 3000 литри на млеко, додека приносот од високо приносен добиток изнесува над 8000 литри. Тоа значи дека заработката е 2,5 пати поголема. Доколку некој сака да набави 10 грла на добиток од оваа раса, Холштайн, например, ако се некаде околу 3,5 до 4000 евра, значи 80% од таа инвестиција ќе им биде неповратна помош, како субвенција која што државата ќе ја исплати на оној кој што ќе ја реализира таа инвестиција. Што значи некаде ако се околу 4000 евра по грло на добиток, 40.000 евра, значи 32.000 евра ќе бидат исплатени од страна на државата, од страна на централниот буџет преку програмата за рурален развој. Максималната вредност на прифатливи трошоци ќе изнесува до 6,5 милиони динари по корисник. Предвидениот износ на средствата за реализација на оваа мерка на годишно ниво ќе изнесува 2 милиони евра. Во Македонија постојат почетни искуства за високоприносен добиток кои се исклучително позитивни. Во Пелагонискиот регион, крави од расата Холштайн се со висок генетски потенцијал. Просекот е 7200 литри во период на лактација и тој расте и се приближува до европскиот просек.